Добро, би сакал да му одговорам на господинот Исмаили, прво дека ја начна суштината на целата атмосфера и ситуацијата која што владее во државата, со тоа што ја окарактеризира понудата која што има добиено како земи или остави, односно на еден начин буквално исфрлање на неговата политичка партија, односно представниците на неговата политичка партија во владата надвор од неа, што всушност ја представува искреноста на политичко-партискиот театар, односно на внатре-владината коалиција, која што пред една година имаше еден став, а сега после една година има сосема спротивен став, што ќе значи дека дадениот збор од пред една година повеќе не важи. А тоа не би можело да се смета за карактеристика на сериозни луѓе, односно на сериозни политички партии кои што и покрај партиските интереси на таков начин го менуваат собствениот став. Меѓутоа, што е суштината во сето тоа? Веројатно, прво, доколку хипотетички се изврши реконструкција на владата во ова собрание, тоа ќе значи 3-месечна спокојна ситуација на владата да може да продолжи со тендерирањето на кое што сме сведоци во изминатиот период. Понатаму, наводно зголемување на мнозинството, кое што не сум убеден дека на вистина ќе се случи. И трето, заштита на коалицијски партнер, односно висок партиски функционер во нивниот коалиционен партнер и воедно владин прв подпредседател, што според законот за влада или Уставот на Република Македонија не постои. Кој што патем да кажам, барем во изминативе дена сме сведоци дека е прилично оптеретен со финансиски скандали од неговото потесно семејство или кои што најдиректно се врзани со него. Она што се однесува за проевропскиот сојуз, јас исто како и вие го сметам за една фарса, затоа што ни приближно не доликува на сериозни политички партии да се однесуваат на таков начин, да си го земаат правото да бидат токму тие носителите на европскиот пат.